Здраво, драги пријатели, добре дојдовте на уште едно, се надевам, кратко видео на каналот Татунчо. Како што веќе знаете, вие што го имате видено видеото кој што беше во живо на почетокот на годинава, ви споменав дека започнав со пишување на 2 книги. Едната од тие 2 книги е во форма на дневник, каде што сакам да го забележам духот на времето низ кое што поминувам, затоа што изминативе неколку години не научија дека од ден во ден се случуваат промени кои што значат трајно менување на нашиот начин на живот и постоење. Така што денови се појави една вест која што неминовно бараше моје внимание, и затоа што станува збор за една од работите кои што се опфатени во таа така наречена глобалистичка агенда, ама бидејќи кај нас веста дојде за нешто што почнува да се спроведува во Бугарија, беше повеќе предмет на тролање, а малкумина беа тие кои што сериозно се зафатија со темата. Иако доаѓа од Бугарија, оригиналниот предлог доаѓа од Европската унија, која што е центарот на овие трендови, така што ништо од ова што се случува како глобалистичка политика не може да се роди автохтоно, не знам, да се случи во Сплит, во Хрватска, па сега да се расшири во цела Европска унија. Многу е поверојатно да се случи таму некаде во Осло или во Хелсинки, па да после тоа стане глобален тренд, како што своевремено беа законите за постојано држење на светлата на автомобилите вклучени, правени по мерка на северните земји каде што темните часови се побројни и поголеми во однос на, да речеме, една јужна земја како што е Грција. Но, сега тоа не е муабетот е универзалниот приход, кој што знаеме по портали се појави како вест дека се воведува во Бугарија. Па еве, јас ќе ви прочитам што напишав јас денеска во врска со таа тема, за да биде самото видео пократко и поинтересно за гледање. Универзалниот приход представува 2 работи. Од една страна тоа е едно од новините на новиот свет во градење, од друга страна тоа е едно од омилените плашила на така наречените антиглобалисти. По моје мислење подеднакво се опасни и двете стојалишта. Деновиве духовите се разгорија кога излезе вестот дека во Бугарија ќе се воведе универзалниот приход во износ од околу 400 евра. Без питоа да се додаде било каква дискриминација по било која основа, дури ни по основа на имотна состојба. Како најава, се додека не почне практично да се спроведува. Можеме само да се занимаваме со ситните и неважните детали. Ако се спроведе истражување меѓу населението на било која земја околу корисноста или посакуваноста на оваа мерка, ќе бидат изненадени и заговарачите, исто како и противниците на оваа мерка. Пред да ја поставам мојата теза, за миг ќе се оддалечам од Бугарија и ќе се вратам во Италија, каде овој проект беше основа на победничката програма на една од владеачките партии во претходниот парламентарен состав, зборуваме за период од пред 5 години. Ова партија која при своето основање доста популистички ги обедини сите незадоволни елементи од другите партии, промовирајќи антисистемска политика, сега конечно дојде во позиција да владее. Набрагу по формирањето на владата на Џузепе Конте беше изгласан законот за воведување на мерката наречена приход на државјанство или редито ди читадинанца. Нормално оваа мерка значеше зголемување на задолжувањето за таа и наредните години. А еден од политичките лидери на таа партија и вице-премиер од балконот на зградата на италијанската влада изјави дека има укинато сиромаштијата, замислете. Ово последново да не беше патетично и тажно, ќе беше смешно. Што се случи? Во одредени делови на Италија овој приход беше во ист или поголем износ од одредени плати за сезонски и привремени работи. Така што оние кои порано работеле таков тип на работи едноставно го напуштија тој дел на пазарот на трудот, а да не збориме за огромниот број на припадници на криминални организации кои исто така побрзаа да се обезбедат џепарлук од државата.
Беа исто така вработени многу луѓе како навигатори за наоѓање работа, кои секако земаа плата, но нивната работа никогаш не профункционира. Новата десничарска влада, која дојде на власт кон крајот на 2022 година, нормално во својата програма предвидуваше укинување. За десните партии мора да се каже дека се уште колку толку одржуваат допир со реалната економска логика и инсистираат на стариот тип на економија, во која за да се помогне на една личност, мора да работат минимум 10 или повеќе луѓе. Секако еднаш воведена една ваква мерка тешко е да се укине преку ноќ. Па сега новата влада ги заострува условите за добивање на оваа помош, односно го затегнува конецот. Кој конец, се прашувате? Па тој конец на кој беше закачена мамката, сега кога пленот еднаш се има фатено. Сите мерки кои системот ги воведува имаат своја прецизна намена. Толку добро се поставени што многу пати и политичарите кои ги спроведуваат не се свесни дека се дел од поголемиот план. Нешто слично како сегашната влада во Италија, која со заострување на мерките придонесува кон тоа системот да има силна контрола над овие луѓе кои безусловно прифателе ваков тип на приход. Зошто сметам дека овој приход ќе се воведе секаде и дури масите и ќе велат дека е најдобрата работа што се има случајно? Едноставно. Запрашајте се што сме ние луѓето и каков карактер носиме. Дали постојат мрзливи луѓе? Постојат и то многу. Неодговорни, неамбициозни, конформисти, незаинтересирани, неначитани, неинформирани. Многу работи со предзнакот не. Да се тежне кон над човекот за кој зборуваше Фридрих Ниче, треба многу напор. Многу работа на себе си и на човечката заедница која сакаме да ја изградиме. Од друга страна, да се изгради матрикс на инертни двоножци е многу лесно. Првиот чекор е давање на навидом бесплатно удобство. Потоа лесно се станува зависни од тоа и на крај доаѓа непријатниот услов. Тој услов обично е во форма на понуда која не може да се одбие, како во кум. Парите кои поединецот ќе ги добие како универзален приход не доаѓаат од државата или од некоја магична каса. Тие доаѓаат од самите поединци. Разликата меѓу приходот од работа и ваквиот приход е тоа што степенот на условеност овде е целосен. Но дека со достоинствена работа, каде на здрава основа го имаме разменувањето на трудот за плата, таа условеност е во рамките на разумното. Не е дека не постои условеност. Сега, за да ја согледаме реалноста, ќе ви дадам пример кој тоа како е возможен. Едно од работите кои се феномен на сите модерни општества е секако гломазниот бирократски апарат. Државен сектор каде за едно место 10 вработени земаат плата и обично работата е лошо сработена. Ова важи како за најразвиените држави, така и за земји како Македонија. Нема разлика. Со се поголемо имплементирање на информатичката технологија, многу од овие работни места ќе станат непотребни. А нели договорите за вработување се уште валидни. Владите кои многу веројатно би биле технократски влади, ќе мораат да носат закони за кратење на овој бирократски апарат. Се надевам можете да го замислите морето на луѓе кои добар дел од животот го поминале зад биро во правење на 2-3 едноставни операции. Корисни вештини за продавање на некој реален пазар на труд, овие луѓе би имале малку или ниедна. Затоа на крајот на денот и покрај обештетувањата кои што ќе се случат по губењето на работните места, кои што веројатно ќе бидат во износ од неколку плати, овие луѓе ќе бидат исправени пред изборот нова работа или универзален приход. Што мислите, колкумина ќе избират миење садови или метење улици? Нормално, универзалниот приход ќе се наметнува како спас, но, како што реков, тој спас ќе доаѓа по скапа цена. Оно што јас секогаш сакам да го кажем е дека промените кои се глобални се случуваат и ќе се случуваат. Поединецот може само да научи како да плива низводно. Или ако знаете дека ќе врне, понесете чадор. И сосем за крај,
чадор не се купува на дождлив ден, затоа што чини многу поскапо. Јас сум Татунчо, драги пријатели. Убав ден.